Финансирањето на политичките партии е главен извор на корупција. Отсуството на контрола врз нивната работа ги претвора во акционерски друштва, каде очигледно е дека најмногу добива тој што донира. ВМРО-ДПМН е рекордер по добиени донации за 2017 година – 903.000 евра. Веднаш зад нив е ДУИ со 305.000 евра. Најголеми донатори им се државните институции, додека на сметката на СДСМ легнале 34.000 евра. Во извештајот за ВМРО-ДПМН на Државниот завод за ревизија наведено е дека најмногу пари за партијата донирал Сејата Аличина – 15.000 евра. Христијан Мицковски донирал 5.000 евра, а исто толку од својот буџет одвоили поранешните министри Милеја Ракиевски, Владимир Пешевски, како и пратениците Антонио Милошовски, Зоран Илиовски, Драган Цуклев. Донатори на ДУИ се државни институции: Македонска пошта, Македонски железници, ПИОМ, Студентскиот дом Пелагонија, Дирекцијата за заштита и спасување, АД Аеродроми, Општина Липково. За ваквиот начин на собирање парични средства реагираа Transparency International и антикорупцијската комисија, кој побара од јавното обвинителство да реагира поради сомневање за злоупотреба на буџетски средства, но епилог досега нема. Од ДУИ велат дека е неопходно да се најде начин за стабилно финансирање и дека тие како партија се подготвени да се откажат од ваквите донации доколку оваа проблематика законски се регулира. Фактот што се споменуваат институциите е всушност административна грешка, затоа што да речеме платата на директорот на железницата, кој што е кадар на Демократската унија за интеграција, 5% од неговата плата, 3.000 денари, се пренесува со траен налог од неговата сметка, од платата во сметката на Демократската унија за интеграција. Ако ова е корупција, тогаш стварно не знам што друго да кажам. И понатаму планирате на ваков начин да се одвојуваат средства за потребите на партијата? Па не, ќе видим, ако го усвоиме законот за финансирање на политичките партии, ако се огласиме текст, а мислам дека многу лесно ќе се огласиме текст помеѓу сите страни во собранието, тогаш веројатно тие што се задолжени за финансиите во партијата ќе размислуваат и ќе видат најдобар начин. Можеби со ова ќе го решиме целосно и ќе треба да се прекине праксата, нели, на издржување на политичката партија со донации од страна на членовите или па со плаќање на членарина на годишно ниво од страна на сите членови на партијата. СДСМ смета дека мора да се преземат мерки за да се спречи бескрупулозната злоупотреба на политичкото финансирање. Имаме ситуација кога во една од посиромашните држави во Европа се наоѓа најбогатата политичка партија во Европа. Значи, човек си поставува логично прашање, дали е нормално над 900.000 евра за една година да бидат донирани од физички и правни лица и то во еден ден над 200.000 евра. Значи, се прашува човек која е тоа, од каде се толкави средства за толку големи суми разговараме, кога знаеме во моментов. Значи, на кое економско скалило или ниво се наоѓа нашата економија, нашата држава воопшто и или дали е нормално државни институции, значи од извршната власт, да се јавуваат како донатори на политички партии. Значи сето тоа мора да биде транспарентно. Финансирањето на политичките партии мора да биде транспарентно и достапно за јавноста и тоа е еден од начините, значи потранспарентниот начин за да се отстранат секакви сомнежи дека постои спрега помеѓу бизнис секторот, помеѓу институциите и помеѓу политичките партии. И ВМРО-ДПМН е признала слабости во извештаите за финансиското работење. Во последниот извештај Државниот завод за ревизија констатирал дека партијата поседува 3 жиросметки, што е во спротивно со законот кој дозволува партија да поседува само една сметка. Нема соодветна документација и фактури за сметководствените трансакции во деловните книги, ниту пак реално се прикажани сите приходи и расходи. Постојниот концепт на финансирање на политички партии не е реално поставен, не е поставен на основи кои што соодветствуваат на приликите и создава многу можности за свесно или несвесно манипулирање и за свесни или несвесни злоупотреби кои што на одреден начин можат подоцна да донесат и до корупција во општеството на начинот на кој што се финансираат политичките партии и затоа предлагаме модел каде што од една страна ќе има поголема контрола, но од друга страна ќе е пореално финансирањето и ќе се зголемат дотациите од буџетот, како би се спречиле оние можности за
одредени донатори кои што се од бизнис светот или од одредена друга заедница и кои што после тоа би имале интереси од доаѓањето на одредена политичка партија на власт. И додека поголемите политички партии прикажале податоци за донациите, помалите партии го известиле Државниот завод за ревизија дека немале ниту една донација во текот на изминатата година.